Ока председателе, колеги пратеници, почитуван заменик министер. Очигледно дека на сите ни попушта концентрацијата, ја ќе бидам по-концизен и по-краток, нема да зборам 20 минути. Така да ребалансот на буџетот кога го донесоа, значи тоа е една огромна книга од некои 500 до 600 страни, че тоа е невозможно да се анализира како што треба. Мислам толку цели тимови треба да го работат. И ние тоа го работиме со економскиот сектор во Левица. И претходно што реков дека нема зборам толку, ја мислам дека е илузорно да се надеваме тука 20 минути да набројуваме бројки, да спомнуваме во оваа ставка, онаа ставка, веќе и граѓаните не може да следат после одредено време, така да јас ќе се задржам, ќе спомнам некои работи од него, дано ќе се задржам на три дела: на здравството, непродуктивни трошоци и една од главните теми на овој ребаланс, исто како и на 4 пакет мерки и претходно на ребалансот кој го имавме во мај, мислам, е задолжувањето. Значи не е само економската и здравствената криза, туку е задолжувањето. Значи вака, иако цело време од нашите колеги од владеачкото мнозинство слушавме дека ова е нели криза, значи тоа е еден вид оправдување и за економската и за здравствената криза, дека и економијата ако е лоша, не можеме да се справиме, цел свет не може да се справи така натаму. Ако земеме дека ковидот е главна причина за економската криза и за донесување на овој ребаланс, интересно е зошто кратењето во здравството сепак продолжува. Например, намалени се средствата за клиничките центри во Скопје и во Штип. И тоа од 812 милиони денари на 172 милиони денари. Значи тоа е за 3/4, за повеќе од 3/4 намалување. Понатаму, за општата болница во Кичево имаме 0 денари. За амбуланти во руралните подрачја имаме 0 денари. И тука зборуваме за подрачја кои што традиционално се со едно од кај што населението традиционално е едно од најсиромашните. Понатаму, имаме намалување чак и во средствата за купување за медицинска опрема од 100 милиона на 83 милиона, значи за една петина од прилика. Значи не е само ковидот. Луѓе, претходно како што каже и другарот Пасиев на говорница, значи не е само ковидот. Луѓе не може да дојдат и за елементарни работи да се лекуваат, а да не зборуваме и за хронични и за други работи. Значи не сме посебно, ако се оправдува овој ребаланс со ковид кризата, да се крати во здравството, а очигледно дека се крати. Понатаму, сега би набрал некои, да речеме, од непродуктивните трошци, не можеме да ги наброиме сите, пошто се и премногу. Значи вака, МТСП, значи Министерството за труд и социјална политика, што би требало да биде еден вид двигател за сузбивање на сиромаштијата во оваа држава, планира да потроши 26 милиона 531 илјада денари за мебел. И тоа е 35% зголемување од претходниот ребаланс. Значи, за 35% имаме зголемување за трошоци за мебел од претходниот ребаланс. Понатаму, имаме намалување во средствата за борбата против сиромаштијата. Сега, например, ако зборуваме за кратење на непродуктивни трошоци, можевме да ги укинеме, да речеме, замениците министри. Аз се извинувам за заменикот министр што седи тука. Ама нели, ако е криза, тогаш е криза. Понатаму, советниците, да ги намалиме советниците. Сега не знам колку има моментално премиерот. Па намалете ги уште, пошто и 20 се многу. Понатаму, можеме да ги намалиме и платите на функционерите, вклучувајќи и нас тука. Ако веќе страда цело општество и цела држава, луѓе работат за 200 евра, ние можеме исто да намалиме. И сега, од една страна имаме такви трошоци, од друга страна, например, за Преспанското езеро, што доживува еколошка катастрофа, знаете колку имаме со ребалансот? 0 денари. Значи за Преспанското езеро, и еколошката катастрофа со него имаме 0 денари. И сега доаѓаме до еден момент, вака што мене ми беше многу интересен, а тоа е, ја би го нарекол, фамозното Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците. И јас вчера, морам да бидам искрен, изгубив вака доста време, го гуглав, баш ме интересираше што се работи од тоа министерство. За тоа министерство се одделени оваа година 8 милиони евра. Таму имаме над 400 вработени. И ја читајќи, еве вака, што се работи од тоа министерство, ја морам да кажам
Мене тоа ми изгледа, ефектот од тоа министерство ми изгледа како на ефектот од еден, како да кажем, просечен дебатен клуб, например. Значи, тоа е тотално непотребно министерство, кое што мислам беше 2019 година изгласано со двотретинско мнозинство. Сега вака, значи задолжување. Сега, например, со ребаланс не мора да се качува нели дефицитот, на крај крајава со префрлање на пари од еден сектор во друг сектор можеме да дојдеме и до суфицит. Но и со тој ребаланс што беше во мај, и со овој ребаланс, значи енормно е качено задолжувањето. Значи сега имаме околу 920.3 милиони евра јавен долг. До крајот на годината ќе надминеме милиарда или милиарда и 100, како што кажаа некои колеги. Тоа е веќе 63% од бруто домашниот производ. До крајот на годината веќе се приближуваме до 70%. Значи 70% има држави како, не знам, Соединетите американски држави или Австрија, значи западноевропски држави со кои што ние не можеме да се мериме. Ние ќе бидеме во ситуација, тоест веќе сме во ситуација да не можеме да го сервисираме тој долг никако. Значи ние не можеме да штампаме ниту евра, ниту долари. Ние сме тотално зависни од странска валута, затоа што домашната економија е уништена и ќе бидеме во многу тешка ситуација. Сега, еден момент што мислам дека никој не го спомна, тоа е што и вчера мислам дека министрот кога беше тука го кажа овака во една реплика, а тоа е дека наводно ќе го полниме буџетот со бранна приватизација и јавни приватни партнерства. Тоа веќе го спомна премиерот. Ова не знам, би бил најверојатно третиот поред голем бран на приватизација во оваа држава. И интересно е тоа што ако се анализира оваа криза и ако ги анализираме државите како се спроводат со оваа криза, ќе видиме дека најдобро поминаат држави кои што имаат силен, кои што имаат силен јавен сектор, не само во здравството. Значи сите држави што имаат силен јавен сектор многу брзо исплива оваа криза. Значи да не ја спомнуваме Кина или ако сакате земете Куба. И не мора да земете ни држави кои што имаат социјалистички партии на власт. Било која држава што имаше силен јавен сектор многу брзо исплива од оваа криза. Држави што имаат расцепкана економија, на подсекторчиња, кај што целата економија им е поделена на приватен интерес, тие држави се и ден денеска се во криза, а ние наместо да извлечеме заклучок, ако веќе мораме да се задолжиме така, да идат тие пари за капитални проекти, ама на зацврстување на јавниот сектор. Значи сите, еклатантен пример е здравствениот сектор. Сите држави што имаат јако силно јавно здравство, сите тие држави 100 пати подобро поминаа од државите што имаат приватно здравство во ковид кризата. Исто така, значи државите кои што имаат силен сектор, кај што можат сами да се обезбедат храна, вода или енергија. Значи би требало со овие ребаланси да ги зацврснуваме јавните сектори, посебно јавните сектори кои што се есенцијални за граѓаните, но ние уствари идеме спротивно. Значи ние ја расцепкуваме економијата и планираме само со кредити и со приватизација кои што ги спомнав, да ја покриеме дупката што се создава. И на крај би завршил, значи јас бев млад од 90-тите кога се случуваше приватизацијата и тие работи, но сега јавно кажуваме дека ние ќе се спротивставиме на овој бран на приватизација, тука во парламентот секако, а ако треба и надвор од него. Благодарам.